Вистинско освежување за деструктивните полемики со кои јавната сцена ја узурпираат полупристојни кавгаджии представува судирот на самобендисани интелектуални титани кои го подкреваат нивото на дебата. Додуша не со кредибилна, туку со невкусна и зајадлива меѓусебна дискредитација, но сепак со користење на чисти изразни форми, достојни за ерудити. И сега ми изненадуете вие као професор по економија, ја као професор по машинство да ви кажам вакви работи. Тоа што сте и професор на технички науки и стопанственик, ево не би помогнало да ја направите да не ја направите таа фатална грешка, не знаете што е човечки капитал. Дали јас знам што е човечки капитал? Не знаете тоа. А не, јас ви кажувам дека многу добро знам, бидејќи сум го негувал. Не знаете. Сега вие не сте тука да оцените што јас знам и што не знам. Што сте вие професор? Мислам, навистина јас очекувам Социјалдемократскиот сојуз има луѓе кои што студирале економија да ги праша. Нема да одговорам на истиот начин, ќе го задржам моето академско ниво за да кажам некој дали има знаење или не знаење. Наречи си истото скалило, додуша со понизок академски речник кој мора да го спушта од политички соображенија, глаголи и помладиот колега од факултетот на вице-премиерот. И се разбира, типично професорски, сакајќи да ги фати неподготвени, тој на своите колеги од спротивната страна на катедрата им поставува прашања за кои мисли дека не можат да ги одговорат. Па зашто се плаша тогаш обвинителство да имаме за висока корупција, каде што обвинител ќе биде предложен кредибилен лик, професионален лик од опозицијата, ако се толку чисти? Загатнувањето на дилемата за тоа какво ќе биде нивото на хигиена која е нужно да го спроведува секое нормално општество, вон сите до тогашни очекувања, и ја расчленува на нискиот по образовен ранг во тој волшебен круг на габарити. Шефот ќе биде предложен од Мицковски, односно од опозицијата. Да, парламентарно мнозинство треба да го прифати и на крајот советот на обвинители да го верификува. Прво треба се најде сериозен обвинител за таква работа. Ако ги преземат сите од специјалното јавно обвинителство, нека ги преземат и надлежностите да ги гонат предметите. Нека го презема и рекет, нека ги преземе сите предмети во државата. Но и покрај вака одговореното прашање, незадоволни се од форумот на студенти кои преку политичка инструментализација на образованието си ја отворија вратата во високото друштво. Тие тврдат дека за одговорот била користена манипулација. Оттаму очигледно е дека треба да се прифати сугестијата и во македонската политика постојано да се користи ВАР технологија за проверка на точноста на исказите. Предложив седниците, односно договорите, преговорите на лидерите да бидат пренесувани јавно, за да може целата јавност да гледа, да види како ни се крои судбината. За ваквиот предлог сигурно нема против ниту творецот на два универзитети, одгледувачот на најчестниот кадровски расадник, конструкторот на политички фудбал, во кој неговиот тим постигнува голови, ама без никој досега да се осмели да им отсвири офсайд. Пати ще свинете баш повторите ми, аж дретуесите ми. Меца прджини. Оре, не, то се пуста. О, такие ще пробашкини демократик per integrim. Да паляра. Хуш да на курсенте небе. И на крајот, за екзекуцијата на таа што веќе ја нема, таа што не беше поштедена, за која сите се грижеа и ја негуваа. Сите ја сака ја чува ја ранеа, со сите играше, не беше воопшто опасна. Не можат сега да им објаснат зашто повеќе нема да ја видат. Уште помалку настојуваме да не ја гледаат ваквата гледка. Останува само неутешната болка. Ама не по катица, туку по правдата. За Макс, за Гоца, за сите.